Слушате Дневникот на Сител. Во студиото со вас, Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток на Дневникот, настаните на денот. Празничната атмосфера ги наполни маркетите и кафеаните. Граѓаните се подготвуваат да испратат старата година. Какви се цените во маркетите? Покачени се. Што сакаш ти од Дедо Мраз оваа година? Бајбак. Централна прослава на градскиот плоштад. Засилена борбата со корупцијата во 2025, но без финални пресуди. Експертите очекуваат повисок степен на казнивост во новата. Антикорупционерите со проширен список на политичари, суди и директори чиј имот ќе биде под лупа. Државата набавува 5 нови електрични локомотиви со заем од ЕБОР. Ќе се користат во транспортниот сообраќај. Грипот и респираторните болести земаат замав. Полни амбуланти и болнички кревети. Кои предизвици ги оставаме во 2025, а кои остануваат со нас на општествен, политички и институционален план? Анализа на годината во тема на денот со универзитетскиот професор Александар Спасеновски. Останете со нас, почнува Дневник. Одбројувањето влезе во завршна фаза, утре ја испраќаме 2025 и ја дочекуваме 2026 година. Плоштад Македонија ќе биде срцето на новогодишната прослава, каде се очекува голем број скопјани и други гости во празнична атмосфера да ја донесат новата година. Екипата на Сител направи обиколка низ главниот град и ги праша граѓаните какви им се плановите за утрешната вечер, но и очекувањата од новата година која доаѓа. Габриела Лескова. Одбројувањето влегува во завршна фаза. Граѓаните се подготвуваат за најлудата ноќ. Утре ја испраќаме 2025 година и ја дочекуваме 2026. Плоштад Македонија ќе биде срцето на новогодишната прослава, место каде се очекува голем број на скопјани со греено вино да ја дочекаат новата година. Екипата на Сител утрово направи обиколка низ Скопје. Ги прашавме граѓаните какви им се плановите. Најголемиот број од анкетираните ни одговорија дека утре вечер ќе останат во кругот на семејството во домашна атмосфера, но граѓаните се пожалија. Цените во маркетите се високи, а платите исти. А дека славите нова година? Во домашна атмосфера дома. Со најблиските? Со најблиските, со семејството. Према условите дома. Are you celebrating the New Year's Eve here? Yeah. What are your plans for tomorrow's evening? I think we stay here in the main place, yes. Какви се цените во маркетите? Покачени се, да, покачени се. Ама сепак ќе се снабдиме. Недопирливе. Ова е нешто невидено. До сега вако поскапување немало. Минимални се пензите, малку се не сасуваат, трошкови се големи. Нова година, но сепак стари и скромни желби на граѓаните. Моите новогодишни желби прво да сме здрави и живи. Да имаме слобода, убава да се сакаме, да се почитуваме, тоа е најбитно. Што сакаш ти од Дедо Мраз оваа година? Бајбак. Една книга. На плоштад Македонија веќе се прават последните подготовки за најлудата ноќ. Полека се мести бината на која што утре ќе настапат најголемите македонски музички звезди. Централната прослава стартува во 20 часот со Миле Кузмановски. На сцената ќе настапат и Огнен Здравковски, Дина Јашари, Кукулеле, Пајак и Лара. Посетителите на плоштад Македонија ќе ги забавуваат и звездите Тамара Тодевски и Каролина Гочева. Два бона заедно со публиката ќе ги одбројуваат последните секунди од 2025 година. Во меѓувреме институциите се со полни рад за работа, инспекторите се на терен. Дежурните екипи на итната медицинска помош ќе бидат постојано достапни за граѓаните. Од Министерството за внатрешни работи со апел до граѓаните: не пукајте петарди, не возете пијани и да не се претерува со алкохолот. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните за време на новогодишните празници, како и за време на новогодишната ноќ, максимално да се воздржат од употребата на пиротехнички средства. Петардите не се играчка, нивното користење е строго забрането, а празничното пукање со петарди може да биде исклучително опасно по животот и здравието. Оваа година нема да има организирано огномет од град Скопје. Габриела Лескова, Сител телевизија. Над 600 килограми небезбедна храна се уништени во заселените контроли кои ги спроведува Агенцијата за храна и ветеринарство во пресрет на празниците. Најголемиот дел се месо и месни производи. Инспекциите биле насочени кон објектите кои организираат новогодишни прослави.
Над 600 килограми храна е уништена поради изминат рок, несоодветно чување или сомнително производство. АХВ спроведе засилени контроли во пресред на празниците. Од вкупната количина, нешто повеќе од 500 килограми се месо и месни производи. Изречени се 60 парични казни. Проведени се вкупно 423 надзори во гостилници и ресторани и 228 вонредни контроли кај оператори со храна. Кај неколку оператори беше најдено небезбедна храна и храна со поминат рок. Утврдено беше несоодветно складирање и селектирање на храна, нередовно ажурирање на записите за добра хигиенска, добра производствена пракса и ХАСАП, неспроведена дезинфекција и дератизација во објектите, како и неземени мостри од храна, изречени се 60 парични казни во вредност од над 33.000 евра во денарска противредност за операторите и одговорните лица во нив. Во фокус се операторите кои организираат предновогодишни и новогодишни прослави, а се контролираат и останатите кои пред се работат со храна од животинско потекло. Акцент во овој временски период беше ставен на операторите кои што организираат предновогодишни и новогодишни прослави и во месарниците, месарници, соработилници, рибарници и други специализирани продавници за храна од животинско потекло, каде периодов има поголема изголемена побарувачка и потрошувачка на храна. Директорот на АХВ апелира до граѓаните да внимаваат од каде купуваат, да ги читаат декларациите за потеклото и рокот на производите, а во домакинствата да обрнат повеќе внимание на условите во кои ја подготвуваат и чуваат храната. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Засилена борбата со корупцијата во 2025, но без финални пресуди. Експертите очекуваат повисок степен на казнивост во новата. Антикорупционерите со проширен список на политичари, суди и директори чиј имот ќе биде под лупа. Државата набавува 5 нови електрични локомотиви со заем од ЕБОР. Ќе се користат во транспортниот сообраќај. Апсења за корупцијски скандали меѓу останатото ја одбележаа годината што изминува, но без значајни судски разрешници. Иако институциите најавуваа засилена борба, експертите оценуваат дека изостанале конечни финални резултати поради слабите закони, недоволната отчетност и малата ниската казнивост. 2026 почнува со сериозни предизвици и очекувања дали државата конечно ќе испорача правда во борбата против корупцијата. Апсења мито, корупцијски афери и политички обвинувања за корупција што станаа дел од секојдневието. 2025-та ќе се памети како уште една турбулентна година во борбата со корупцијата во Македонија. Од функционери фатени на дело со мито, до гласни меѓупартиски присметки и институционални ветувања за правда, каква беше борбата со корупцијата оваа година. Многу апсења и акции, но не и судски разрешници, оценува председателот на Transparency International. Според Пандовски, како еден од најголемите скандали кои одбележа оваа година е оставката на председателката на ДКСК Татјана Димитровска, која е сомничена за одавање на информации од комисијата, но обвинет во случај со перење пари. Како проблематични се посочуваат за оценетите измени на кривичниот законник, како измените на законите за судски совет и совет на јавни обвинители. Како еден од големите скандали кои одбележа година, би го отпишал скандалот поврзан со председателката на Државната комисија за спречување корупција, нели, која што ова година си даде оставка бидејќи постоја индици за 2 кривични дела кои се извршени, се уште нема судска завршница таму. Во декември исто така ги добивме на некој начин не изненадија предлозите за измените на кривичниот законник, кои што според нас и ние како дел од од платформата дадовме реакција во врска со тоа, не беа целосни и не се јасни. Не чека предизвикувачка 2026 година, оценува председателот на Transparency. За да се подобри борбата со корупцијата, потребни се функционални закони, отчетност на функционерите, како и поголема казнивост. Да се предвидат поголеми санкции, нели, пред некое време го имавме скандалот со голем дел од градоначалници кои нема поднесено анкетни листови во Државната комисија, ќе треба да се зголеми делот на казнивоста. Овој дел можеби да се предвиди
квалификувана форма на одговорност како забрана за вршење на јавни функции во одреден период. Меѓу последните корупциски случаи за годинава е поранишниот народен правобранител Фахми Стафа фатен со 20.000 евра мито, со сомневање дека сакал да влие врз апелационен судија за укинување притвор. Како и поранишниот управител на ИСМ Бујар Дардишта, со уште 30 лица осомничени за местење тендери во компанијата. Корупција беше откриена и во здравството. Директорот на геријатрија беше фатен со 20.000 евра мито за сместување пациент. Но фатен беше и директорот на платежната агенција со 400 евра како прва рата одветени 50.000 евра за доделување средства на фирма што не ги исполнувала условите. Меѓу постапките кои се водат се и оние за сомневање за извршени непотребни кардиолошки интервенции во приватни клиники, лажни диагнози за да се дадат инвалидски пензии со што е оштетен ПИОМ, како и сомневање за корупција поврзани со нелегалната сеча на шуми. Тамара Тичевска, Сител телевизија. 60 високи функционери ќе бидат опфатени со проверки на имотната состојба во текот на следната година, најави Државната комисија за спречување на корупцијата. Зголемениот опфат е по препорака на Европската комисија и ќе ги вклучи сите клучни власти, од судството и собранието до владата и локалната самоуправа. Антикорупцијска најавува и промени во начинот на постапување по предметите со цел сите случаи да имаат еднаква тежина и помала можност за селективност. 60 високи функционери ќе бидат мета на антикорупцијска во следната година. Државната комисија за спречување на корупцијата ќе ја проверува нивната имотна состојба. Меѓутоа, се уште не се знаат имињата на функционерите кои ќе бидат опфатени, бидејќи тие ќе се утврдуваат во текот на јануари. Новиот претседател на ДКСК Адем Чучулј рече дека зголемувањето на бројот на проверки е по препорака на Европската комисија. 10 судии, 10 јавни обвинители, 10 пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, 10 министри во владата на Република Северна Македонија, 10 градоначелници и 10 лица на кои им престанала функцијата градоначелник со локалните избори 2025 година, така што вкупниот број на лица кои би биле предмет на проверка согласно овој годишен план ќе изнесува 60 функционери. Антикорупцијска го изгласа и планот за следната година според кој ќе ја следат состојбата во секторите кои се најподложни на корупција: правосудството, законодавната власт, извршната власт и локалната самоуправа. Членовите на ДКСК го изгласаа и ставањето вон сила на упатството за рангирање на предметите за постапување, што во суштина би значело дека сега сите предмети кои ќе ги отворат ќе бидат подеднакво важни. Во практично постапување по ова упатство констатирано дека истото не даде резултати, односно овозможува можност за субјективност. Во текст се изготвени се измени Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси, кај дополнително се регулира начинот на постапување по предмети, а врз основа на тоа би направили измени и дополнување на деловникот, со што на поадекватен начин би го уредили ова прашање. ДКСК пред 2 недели алармираше дека 35 поранешни и 19 новоизбрани градоначалници не ја пријавиле својата имотна состојба во предвидениот рок, што е законска обврска. И на денешната седница разгледани беа неколку предмети, но констатирано беше дека тие ја платиле глобата и со тоа ДКСК ги заокружува предметите. Или тоа би значало дека со плаќање глоба во висина од 300 до 500 евра, јавноста никогаш нема да дознае колку еден функционер спечалил за себе во својот мандат. Даниел Василев, Сител телевизија. Анализата на годината во тема на денот ја најавив со професорот, универзитетскиот професор Александар Спасеновски. Добро вечер и ви благодарам што сте вечерва со нас. Добро вечер, благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Ќе фатиме повеќе теми, но сакам најпрво една генерална оценка. Ако треба со една реченица да ја опишете 2025 година, дали тоа ќе биде година на застој, пропуштени шанси, болно отразнување или сепак раѓање на некаква надежда дека работите можеме да ги менуваме? Па, како и секоја година во животот на луѓето и на државите има и добри и лоши настани. И во оваа смисла, доколку треба да ги одберам квалификациите кои што вие ги споменавте, би се задржал на две. Првата би била она што ја нарекуваме болно отрезнување. Заради фактот што, иако тоа никој не го посакува,
првата четвртина до оваа година помина во знакот на една голема, драматична, не секојдневна болна трагедија која што предизвика болка во животите на сите луѓе од државата, се разбира најмногу на оние кои што беа погодени од Кочанската трагедија, и во таа смисла оваа квалификација мислам дека навистина соодветствува на годината или анализата на поважните настани од годината што изминува. Меѓутоа исто така доколку анализираме, сметам дека од аспект на некои други процеси кои што се случува, можеме да ја употребиме квалификацијата еден, ја би рекол, умерен или предпазлив оптимизам кој што го покажуваат граѓаните од аспект на очекувањата и начините како треба да се справуваат институциите на државната власт со предизвиците со кои се соочува државата. Ако Кочанската трагедија беше основата за првата квалификација, а тоа е едно болно отрезнување, во тој случај локалните избори би можеле да бидат потврдата или причината зошто велиме дека граѓаните да манифестираат една доза на умерен оптимизам од аспект на тоа какви се нивните очекувања во однос на годината што предстои, од аспект на надминување, решавање, справување со проблемите со кои што се соочува државата. Во таа смисла, вкупно земено, годината која што следува би можеле да ја оцениме како година на разврска, од аспект на справувањето и одговорот на институциите на државната власт, на судството, поврзана со справувањето со оваа најголема трагедија во поновата македонска историја од една страна, но и година на разврска од аспект на очекувањата кои што ги имаат граѓаните за правецот по кој треба да се движи државата, од аспект на состојбите и подобрувањето на состојбите во економијата и во другите сфери, се разбира, на општеството, вклучувајќи ги остварувањето на најголемите, би рекол, државни национални приоритети, а тоа се динамизирањето на европските интеграции и вкупно реформите во институциите на државата, првенствено како резултат на врските кои што ги имаме превземено, а произлегуваат од процесот на интеграцијата на државата во Европската унија. И Европската унија и изборите, ке сакам да ги скоментираме. Најпрво она што и вие го споменавте како сепак најголемата трагедија која ни се случи во поновата историја, колку случајот Кочани, кој сепак покажа дека имаме се уште и неказнивост, и корупција, и неодговорност во целиот систем, покажа во каква состојба ни е државата, но она што е поважно, дали по овој случај имавме само еден краткотраен јавен револт и разочараност, или сепак еден порив за суштинско менување на институциите? Трагедијата во Кочани представува според мене еден знак, би рекол еден индикатор за системските пропусти, за наталожени системски пропусти во начинот на функционирањето на државата, и доколку ги анализираме и судските процеси кои што се водат сега и настаните кои што довеле до Кочанската трагедија, можеме да препознаеме серија на мали грешки, на состојби во кои што соодветни институции не реагирале на начин на кој што требало да реагираат, други повисоки структури соодветно не го вршеле надзорот на спроведувањето на законите, и сето тоа резултирало со ваква трагедија каква што се случува, и тоа само е потврда за системските слабости во кои што функционира една несовршена држава, како што впрочем и Република Македонија. Меѓутоа, она пак кое што исто така важно е да се биде реален и да се има разбирање за исклучително високиот степен на концентрација, би рекол, и преокупираност на голем дел од општеството и на нас самите со исходот од постапката пред судските институции околу одговорноста на луѓето кои што требало да постапат, а не постапиле, или требало да постапат, а погрешно постапиле, поврзани со настаните кои што доведоа до оваа трагедија. Она кое што е многу важно да го земеме во предвид е начинот на кој што општеството би реагирало во иднина на други слични настани кои што би можеле да предизвикаат или ќе предизвикаат вакви состојби. Сметам дека е важно да извлечеме поука и институциите на државната власт тоа да го потврдат со нивното однесување, а тоа е да го минимизираме човечкиот фактор кога станува збор за правење на намерни или на ненамерни грешки кои потенцијално би можеле да предизвикаат таква трагедија. Во однос на ова, јас само би реферирал на еден настан поврзан со оној еден зимски парк кој што беше организиран во една од скопските населби, и
тука успеавме да видиме оној револт, онаа мобилизација на граѓанското општество кој што повикуваше да се испита начинот на кој што се поставени овие зимски реквизити, бидејќи фактот дека можеби нема да се случи трагедија не значи и дека доколку некој пропуштил да спроведе одреден аспект поврзан со неговите надлежности, дека тоа можеби до такво нешто не би довело. Од друга страна пак доколку анализираме регионално, исто така можеме да заклучиме дека и во други држави се случува ваков тип на трагедија кој што предизвика сличен народен револт, слична народна мобилизација. Во 2023 година ние бевме сведоци на огромна трагедија како резултат на железничката несреќа во Грција која што заврши со стотици жртви. И ние гледаме дека дури и денес на почетокот на 2025 година поконкретно повторно имаше изблици на народен револт, на народни протести од страна на граѓаните на оваа држава кои што бара правда и ги повикува институциите до крај да го расветла случајот. Таквите облици на народен револт или на критика упатена кон институциите првенствено е во функција и има за цел и онаа мала сомнеш или поголема сомнеш која што постои, а се однесува на евентуална не до крај концентрираност поврзана со откривање на сторителите да се сведе на минимум и конечно да се раскрсти со овој тип на трагедии кои што во иднина би биле минимизирали и не би се повторувале. Сличен беше случајот и со трагедијата поврзана со насречницата во Србија во 2024 година, така да вкупно земено сметам дека одрас на едни несовршени општества какви што се балканските се овој тип на реакции кои што треба да предизвикат институциите да бидат уште поконцентрирани, а оние кои што раководат со нив да се однесуваат во целост во согласност со надлежностите кои што извираат од правните прописи. Да ги држат под око буквално за сите нивни активности. Во 2025 професоре не е неочекувано станаа блокирани евроинтеграциите, но се роди одредена надеж дека како што најави самиот премиер кон крајот на годината, почетокот на следната, под покровителство на најмоćните земји членки на Европската унија може да се интензивираат разговорите со Бугарија. Се чини дека и оваа надеж пропадна со политичките случувања во нашата соседна земја и веќе известните избори двојни кои ќе се случат таму. Значи ли тоа дека во 2026 не може да повлечеме со нас надеж дека нешто ќе се деблокира или случува на овој план? 2026 година и од аспект на оценките поврзани со други настани, така и во однос на европските интеграции, можеме да оцениме како година на разврска. Во 2026 година ќе видиме на кој начин ќе се одвива, ќе се динамизира или ќе се успори процесот на европските интеграции. Она кое што сакам да го кажам за европските интеграции е една почетна премиса дека тоа представува проект кој што е подеднакво важен за сите политички партии, за оние од власт и за оние од опозицијата. Европските интеграции се проект за чие остварување, за чие резултати досега подеднакво дале свој влог и партиите од власт и партиите од опозицијата. И во таа смисла сосема исправни со очекувањата ваквиот тип на ангажман да продолжи во текот на 2026 година. Од аспект на предизвиците со кои што се соочуваме на патот на европските интеграции, нив можеме да ги поделиме на два дела. Едни поврзани со нашите внатрешни прилики и други врз кои немаме посебно влијание, но тие имаат директен одраз врз динамиката на текот на европските интеграции. Кога зборуваме за работите кои што зависат од нас, тука првенствено мислам на она кое што популарно го нарекуваме, а тоа е да се ги завршиме домашните задачи, поврзани со обврските кои што сме ги презеле, првенствено од планот за раст на Европската Унија и измените и дополнувањата и новите закони кои треба да ги донесеме и реформите кои треба да ги направиме, а кои се рефлектираат во извештаите на Европската комисија во однос на напредокот на Република Македонија. И тука навистина мислам дека со поголема или помала критичност би можеле да заклучиме дека имаме задоволително досие. Меѓутоа посеат определени нешта кои што се надвор од контролата на властите во државата, на владата и на сите политички партии, а тоа првенствено се однесува на состојбите во соседна Република Бугарија. Ние знаеме дека Република Бугарија и од начинот на разврска на политичките состојби во таа држава во голема мера зависи динамиката на нашиот европски интегративен пат. Во 2026 година во Бугарија имаме двојни избори. Имаме вонредни парламентарни избори, 6 или 7 поред,
кои што представуваат одлика на една долготрајна, би рекол, повеќе годишна политичка криза и неможност да се воспостави политички консензус помеѓу клучните фактори во таа држава за да изберат одредена влада која во подолг временски период ќе управува со таа држава. И од друга страна имаме редовни председателски избори кои исто така на некој начин ќе го определат правецот, траекторијата по која што ќе се движи соседна Република Бугарија. Ние знаеме и врз основа на она кој што го предаваме на правниот факултет е дека во услови на политичка кампања, во услови на перманентна политичка кампања, а во Бугарија го има тоа плюс на дополнето со политичка криза, често пати политичката реторика и тезите кои што ги застапуваат партиите, лидерите, луѓето кои што управуваат со таа држава се помалку умерени, а повеќе се во насока на остварување на целите и очекувањата на граѓаните, или популарно како што велиме, политичарите многу повеќе размислуваат како да освоат глас повеќе отколку да освоат следната генерација, особено во однос на прашањето поврзано со Република Македонија, така да во таа смисла овие ветришта се неповолни. И тие представуваат потврда на една констатација која што можеме генерално да ја кажеме за европските интеграции, а тоа е дека Република Македонија во однос на европските интеграции има една историја на забавена интеграција, почнувајќи од почетоците на независноста, кога дури во 95-та година воспоставивме некаква форма на дипломатски односи со европските заедници, па потоа како резултат на сето тоа проблемите кои што искрсна во релациите со соседна Република Грција, и сега гледаме дека таа логика или таа во наводници кажано лоша среќа се провлекува и кога станува збор за оваа финална фаза од европскиот интегративен процес на нашата држава, она кое што охрабрува се повеќе нешта. Прво, развојот на состојбите во Европската унија поврзани со самиот процес на проширување. Ако во минатото зборувавме пред руската воена агресија во Украина дека една константа во европската политика во однос на проширувањето е принципот или ефектот на замореност и одбивањето да се занимава Европската унија со тие прашања, сега гледаме дека тие состојби се менуваат и се погласни, и се почести, и се посериозни се гласовите од страна на високи истакнати функционери на Европската унија, но и на важни држави членки на Европската унија за потребата од брзо проширување. Во оваа смисла и сега гледаме... Може ли да го ризикуваме да го изгубиме тој моментум, гледајќи како се движат нашите соседи? Ако во минатото не беше замисливо да се зборува за проширување на Европската унија со една Молдавија, или ако сметавме дека иднината на Западниот Балкан во светло на партикуларната интеграција на државите од овој дел од светот во Европската унија е нешто помалку известно, сега гледаме преку примерот со Албанија, преку примерот со Црна Гора, преку реториката на функционерите на Европската унија, дека има нов моментум, како што кажавте, постои една нова надеж во тие релации и во таа смисла еве ги изложуваме позитивните, негативните, поволните, неповолните фактори и во таа смисла повторно реферирајќи на клучниот збор за 2026 година, тоа е зборот разврска, ќе можеме да видиме каква ќе биде разврската и во Република Бугарија и внатрешно во Република Македонија поврзана со надминувањето на предизвиците на патот на Европската унија. Искрено се надевам дека политичкиот хороскоп на оваа држава ќе биде добар и дека ќе успееме да направиме уште еден пробив за на тој начин да оствариме уште една втора многу важна политичка цел покрај членството во НАТО, а тоа е потполната или целосната интеграција на државата во Европската унија. Имавме локални избори оваа година, рековте тоа е сепак еден од клучните процеси кои ја одбележаа годината. Како од денешна перспектива го оценувате автормечот на овие избори? Имаме ли политичка клима во која и опозицијата е доволно силна и структурирана за да може да ја бара одговорноста од власта да биде нејзин коректив, нешто што е неопходно во едно демократско општество? Силна и одговорна опозиција која што во целост ја остварува својата функција како опозиција е многу важен аспект на секоја парламентарна, на секоја представничка демократија и по таа смисла отсуството на силна опозиција представува знак за потенцијален проблем во функционирањето на институциите на државната власт.
Кога станува збор за партискиот систем на Република Македонија во 2025 година, повторно се враќаме на зборот разврска, заради тоа што гледаме и на крајот на оваа година дека се случуваат процеси кои треба да доведат до разврски во внатрешните состојби на клучните политички партии, од кои понатаму во 2026 година ќе можеме да оцениме во кој степен и во колкава мера политичките партии ќе остваруваат својата основна функција и основна улога. По исходот од парламентарните избори, од локалните избори, констатиравме дека граѓаните манифестираат една енергија на умерен оптимизам, насочен кон политичките партии кои што управуваат со институциите на државната власт, и во 2026 година, со оглед на фактот дека настапува период кога нема да има надворешни дистракции поврзани со редовни избори, можеме да кажеме дека разврската во однос на владеачките партии, на владата во целина, ќе се огледа во тоа дали оној умерен оптимизам ќе се оправда, ќе се зајакне или нели ќе остане ист или можеби ќе регресира. Кога станува збор за партиите од опозицијата, повторно можеме да употребиме истата констатација, бидејќи гледаме дека како резултат на убедливата победа на ВМРО-ДПМН на локалните избори, тоа предизвика од другата страна состојба на преиспитување, на редефинирање на кадровската, на програмската, на генерално на политичката понуда на партиите од опозицијата, кај дел од опозиционите политички партии, тука првенствено мислам на ДУИ, веќе нели се надзираат определени контури како таа партија смета дека треба да ги адресира проблемите со кои се соочува како резултат на лошиот изборен резултат. Ќе видиме дали тоа во 2026 година ќе резултира со зголемена, со иста или со намалена популарност. И истото можеме да го констатираме и во однос на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија како најголема опозицијска партија, која што исто така влегува во еден конгресен, би рекол, период во кој ќе треба да се потврди или да не се потврди легитимитетот на луѓето кои што во тој момент управуваат со таа политичка партија. Така да вкупно земено во 2026 година и на партиско политички план ќе следиме еден период на разврска, предпоставам во првата половина од годината, врз основа на кој ќе можеме да видиме дали натамошно ќе имаме период на стабилизација на партискиот систем или можеби период на нови партиски или меѓупартиски конфронтации кои можат на еден начин да имат негативен одраз врз функционирањето на институциите, тука првенствено мислам на парламентот на државата. Професоре, за крај, која би била вашата порака до граѓаните, што да гледаат и што да следат во 2026 година во оваа разврска која ја прогнозирате, но и која е пораката до политичките елити, што не смеат тие да изгубат од видик? Република Македонија во 2026 година влегува во еден период во кој што навистина ќе можат сите клучни политички актери, институциите на државната власт, владата и општеството во целина да го покаже најдоброто од себе. И во таа смисла сметам дека граѓаните, токму имајќи во предвид овој факт, дека влегуваме во еден период во кој што се очекуваат резултати, врз основа на тоа треба да ги градат и своите оценки. Првенствено во однос на владата, да ги реализира, она кое што се врзала дека ќе го направи пред граѓаните, опозицијата во целост да ги остварува задачите кои што се очекуваат во неа, а вкупно земено општеството во целина да напредува преку динамизирање на економскиот раст, преку напредок во општеството и сето тоа нели да биде причина да заклучиме дека можеби на крајот од следната година, кога ќе правиме реминисценција за годината што изминала, ќе успееме да констатираме дека сме успеале да решиме малце повеќе проблеми и дека државата навистина направила определен исчекор, се разбира не негирајќи о фактот дека постојат уште предизвици да се надминуваат на патот до целосното интегрирање на државата во Европската унија.
Професор Александар Спасиновски, благодарам за оваа тимална анализа на последниот ден кога практично анализираме што ни се случуваше во 2025, утре веќе ќе препуштиме на малку забава и релаксација за граѓаните, како што впрочем и заслужуваат после една година како 2025. Ви благодарам што бевте вечерва во тема на денот. Ви благодарам јас и ви ги честитам новогодишните и божикните празници. Благодарам. Во каква состојба ја завршува 2025-та железничкиот патен сообраќај? Какви се плановите за следната година, но и годините што следат? Има ли иднина за патничкиот транспорт со најголема комоција? Анализа во вечерните вести на Сител. Со заем од 21 милион евра од ЕБОР, државата ќе набави 5 нови електрични локомотиви со цел модернизација на железничкиот карго превоз. Инвестицијата треба да го зголеми и транспортот на стоки, приходите и финансиската стабилност на железници, како и да придонесе за побезбеден и поеколошки сообраќај. Со 21 милион евра заем од ЕБОР, државата ќе купува 5 електрични локомотиви. Подпис на договорот беше ставен денеска. Целта е поголем транспорт на стоки, а со тоа и повеќе пари за железници и транспорт. Просечната старост на дизел локомотивите е над 60 години, а на електричните над 40 години. Тоа не е одржливо ниту економски, ниту безбедносно, ниту еколошки. Затоа целта на оваа набавка е јасна и недвосмислена. Да се зголеми бројот на расположиви локомотиви, да се зголеми капацитетот за транспорт на стоки и со тоа да се зголемат приходите и финансиската стабилност на МЖ транспорт. Паралелно со ова сакам да информирам дека се започнати градежни работи за линија 1 со вредност на договорот од 360 милиони денари. Ова е оној така наречен градски воз. Проектот предвидува целосна реконструкција и надградба на постоечката траса, што ќе значи побезбеден, побрз и поефикасен железнички сообраќај. Со новата флота од 5 локомотиви и постојните 4 понови, целосно ќе може да се покрие карго превозот, а дел од нив може да се користат и во патничкиот сообраќај. Ова е многу значајно, особено за коридорот 10, кој што треба да расте во годиниве кои што се пред нас, како и за коридорот 8, кој што го развиваме во овој момент преку инвестиции во инфраструктурата. Сега одиме кон потешкиот дел, тоа е да успешно се спроведе оваа набавка. Се надевам дека до март месец во соработка со ЕБР да ќе успееме да го објавиме повикот и после тоа да ги добиеме локомотивите. Рокот на отплата на заемот е 15 години, со вклучен грејс период од 4 години. Каматата е варијабилна, а парите ќе се враќаат на 22 полугодишни рати. Државата ќе плати еднократна провизија од 1% на ЕБОР. Условите под кои се обезбедени средствата, долгорочен рок на отплата, повален грејс период и конкурентна каматна стапка се во целосна согласност со нашата стратегија за одговорно управување со јавниот долг и обезбедување одржливи јавни финансии. Овие подобрувања дополнително ќе представуваат многу повеќе од технички надградби. Тие се стратешки инвестиции дизајнирани да ја подобрат ефикасноста, квалитетот и безбедноста на товарните железнички операции и ќе придонесат за намалување на емисиите на CO2 и ќе играат клучна улога во поддршката на тековната зелена транзиција на земјата. Пред подпишувањето на договорот, неделава собранието даде зелено светло на предлог законот за заемот. Мартин Арсов, Сител телевизија. Рамстор ја прослави својата 20 годишнина со доделување на автомобил МГ. Среќен добитник е Мирослав Илиевски од Крива Паланка. Наградата беше дел од поголема наградна игра, а извлекувањето се одржа јавно во Рамстор мол пред голем број на потрошувачи. Покрај автомобилот беа доделени и други вредни награди. Јас сум Мирослав Илиевски од Крива Паланка. Јас сум добитник на главната награда на Рамстор маркетите, джипот МГ. Играм и учествувам во сите наградни игри, пазарам тука. Не сум имал таква чувства дека ќе бидам добитник на главната награда. Со колку купони учествувавте ве конкретно на оваа игра? 101 купон. Да играат наградни игри, да учествуваат, среќата никогаш не се знае кога ќе дојде, кога ќе ја имате. Голема благодарност до Рамстор маркетите, да ни е среќен роденден, да слават уште многу љубовни родендени.
грипот и сезонските респираторни инфекции земаат замав токму пред празниците, а најпогодени се децата и лицата над 65 години. Болниците бележат зголемен број на прегледи и исполнети капацитети. Децата и постарите од 65 години најмногу на удар на сезонските инфекции. Тоа го покажува и последниот извештај на Институтот за јавно здравје, според кој повеќе од половина од пријавените со грип и заболувања слични на вирусот за минатата недела се од овие категории. Над 150 прегледи дневно регистрираат во клиниката за белодробни заболувања Козле, а гужви и полни болнички соби има и на детска, каде имаат и потврдени случаи со респираторниот синцитијален вирус. Минатата недела имавме околу 30 пациенти со клиничка слика на грип, кај 15 од нив изолиравме, односно 13 беа со инфлуенца А и 3 пациенти со респираторен синцитијален вирус. Секој ден доаѓаат нови пациенти, колку можеме испишуваме деца кои имаат подобрена клиничка слика. Меѓутоа капацитетите се полни. Во амбуланта 24 часа имаме цело време пациенти кои доаѓаат од сите делови на град Скопје и од другите градови. Педијатрите со апел до родителите да не ги носат децата во затворени простории со многу луѓе и да избегнуваат контакт со лица кои се болни или сомнителни. Во досегашната сезона на грип во Институтот за јавно здравје регистрирале 1329 случаи, што е на 60% повеќе во споредба со истиот период лани. Вакцина за заштита од вирусот примиле над 78.000 граѓани. Епидемиолозите прогнозираат дека бројките драстично ќе бидат зголемени по новогодишните и божитни празници. Сања Димитровска, Сител телевизија.